љубов, грижа, среќа, тага, болка, сила, визија, мајка. Започнува Мама Визија. Ако прашате во Скопје нефрологија, ќе ви кажа дека Штипјани имаат камења во бубрези, така да јас имам. И бременоста ми беше постојано со болки. Од 6 месец некаде ми почна породилни болки. А редовната публика на Мама Визија препознава дека со оваа платформа, покрај тоа што секоја епизода раскажуваме нечија уникатна приказна за мајчинството, воедно раскажуваме, односно акцентираме некаков проблем. Се трудиме да разбудиме некој заспан институционален работник. Нотираме нешто што е важно за родителството. Не зборуваме само за мајките, тука се и татковците секако во оваа целосна приказна. Во денешната емисија сигурна сум дека ќе бидеме концизни, дека ќе бидеме темелни, дека ќе бидеме јасни и дека ќе бидеме гласни. Затоа што таква е нашата денешна гостинка. Кристина Ампева, мајка на Светлана, Анџела и Илијан. Добре ни дојдовте. Фала за поканата. Да, ќе биде интересна емисија во секој случај, осеќам. Да, верувам дека ќе бидеме интересни за нашите гледачи. На самиот почеток сакам да ти подарам нешто. Имаме подароци од Бокарт. Секоја епизода на нашите спонзори Бокарт доделуваме уникатни производи за нашите гости. Сакам да си го видиш подарокот, се надевам дека ќе ти се допадне и да ги заследиш на социјалните мрежи Бокарт. Задолжително. Се надевам носиш накид и дека не ми се верува. Тоа е персонализиран накид. Се обидуваме на гостинките да им го погодиме накидот. И не да се ми го погодиле. Со здраве си го носиш. Феноменално машина за шиење. Одлично. Ако можеш покажи го на екраните, да ги заследите Бокарт почитувани, уникатни рачни изработки, персонализирани подароци. Ете така, Кристина, уште еднаш добре не дојде во Мама Визија. Се радувам што ја прифати поканата за прв пат да зборуваш приватно пред јавноста. Вели, ќе бидам искрена со вас, вели дека има стрес многу голем затоа што никогаш не зборувала приватно, но јас си гарантирам дека по завршувањето на емисијата тоа ќе биде едно олеснување. Мајка си на 3 деца. Да. На која возраст се реализираш за прв пат како мајка? Мала, ептен мала. Со оглед на тоа дека немам уште 40 години, имам ќерка скоро 20 години. Ептен мала. Не памтам сега колку години сум имала. Не ни памтам ни за другите колку години сум имала. Со бројки не ти одат. Со бројки не ми одат. Баш и они се лутат која година сме родени? Тројца се. Чекај, викам, сега да ми текне. Добро, не ти е срам, мајко на векот. Ама да, не располагам со бројки. Прилично млада со Светлана, затоа сега можеме да се излегуваме заедно. Мислам, она не е моментално во државата, меѓутоа да. Значи имаш најдобра другарка? Па да речеме, да, со која што највише се караме, да. Па тоа така, оди обично. Да, и која што ми зима гардероба ден денеска, да. Светлана, не се сеќаваш на која возраст ја раѓаш, но верувам дека ги паметиш тие 9 месеци бременост. Како изгледа? Ајде, присети се на твојата прва бременост. Прилично лесна бременост, морам да кажам, се нормално породување, ајде да речем, што не можам посебно тоа да го кажам за останатите 2 бременности и породувањето како течеше со нив. Меѓутоа со неа дали отивев помлада, да. Ептен, онака, лени осет, да. Нормално породување, мислам, треба малце мачење, меѓутоа природно породување. Интересно е дека сите тројца се во Скопје родени и да, не памтам многу, пошто одамна беше, меѓутоа со неа се, мислам, и бременоста и породувањето беше многу поедноставно. А зошто во Скопје? Која е причината? Имаше некоја конкретна причина или? Па конкретно поради тоа што условите во болниците од внатрешноста не се онакви какви што треба да бидат, мислам. Како да кажам, баш и кога со Анџела кога бев бремена и кога требаше да се породам, маш ми кога дојде кога виде како изгледаат вецињата, како изгледа тоа, мислам, катастрофално некој минимум хигиена. И повторно излева од тука, одиме во Скопје, таму ќе се породуваш. Знаеш, ми начина едно прашање кое што вчера ми се муташе во глава со ова сега. Размислувајќи сега за инвитро процесот. Жените кои што се од внатрешноста немаат услови во нивниот град да
не постои град освен Битола, да не правиме сега реклами, но Битола колку што знам, не постојат други градови каде што жените можат да имаат да отпочнат процедура во собствениот град. Па Штип е подруго има и приватна болница, така да подруго е тогаш кога бев бремена, јас со трите, немаше тогаш услови за приватно, мада и финансиите се такви какви што се не може секој да си дозволи. Сега гледам дека зимаат кредити за да се породуваат во приватни болници, што мене ми е малце надвор од памет, или па дека баш пред некој ден го имаше доктор Нико, мислам, некаде даваше интервју дека барале посебен датум кога да извршат царски рез. Еве, јас сум царски рез и со средното, и со најмалото, и можам да кажам дека воопшто не е тоа ти Кристина така сакала, или тогаш што ти се даваше на желба на мајката како ќе се породува. Тоа е нужно, значи неопходно, затоа маце овие новите генерации на мајки не можам да ги разберам сега, нека не се осетат навредено или слично, меѓутоа царскиот рез не е толку желба. Мислам, не треба да биде желба и не е тоа едноставна процедура као нема да се мачам, да се породувам природно. Би што правиме? Да се исечени мускули, исечена операција. И тоа не е онака. После се си зима данок и освен ако немате помош по дома, пошто јас сум немала помош по дома сами со сопругот, така да навистина е тешко оправувањето од тоа. Затоа мен ме чуди ова што го слушнав дека на нивна желба се породувале царски и си бирале датум за раѓање. Мислам, out of mind. Ама во ред. Посакуваше да имаш 3 деца? Не ни мислев као онака. Илијан беше онака као трето помушко, балканска, типична мама. Ама да, малце бевме онака како. Ама добро, се знае како. У принцип ми беше драго дека ете машко. За такви работи сум типична балканска мајка. Да, и ми беше драго, само што немав лесна бременост со него, да речам. Имавме некои проблеми со Анџела, навистина, она ни го зема целото внимание и се. Илијан престана да напредува во последниот месец и се роди 2,80 кг и бев пратена од Штип во Скопје дека, пошто блиску царски резови и слично, мора да се породиш со царски, меѓутоа и премал беше. И као го спремаа за да биде у посебните инкубатори, као за пренаталци и слично, меѓутоа на батката апсолутно ништо не му требаше. Онака здраво, право дете, можда онака се губеше у најмалите лиштенца што ги имаше. Баш памтам, дојде тетка ми која што е докторка, дојде да не види после излавањето од болница со Илијан. И ние така распослани во дневна соба на кревет, Анџела, Светлана некаде шетаат едно друго и лежам на тросет пуштен во дневна и тетка ми вика, кај вика малото? Викам, па нели го гледаш? Не се ни познава онако од чаршавите. Меѓутоа борец морам да кажам, дека се она што се очекуваше за него, треба да биде у инкубатор, ќе биде многу слаб, ќе има проблеми и едно слично, тоа не се се поби. Се. Значи, апсолутно онака борец. Го наследил тоа од мама. Можеме така да кажеме дека таа борбеност и храброст ја има од мама. Да. И интересно е дека ден денеска он е најситен во класа и слично, меѓутоа па и ја и татко му не сме нешто големи луѓе. Така да, такви се ситни се. Да, но тоа не го покажува човекот какво срце има, нели? Значи може да бидеш, нели, како велат, најубавите нешто одат во мали пакувања. И отровот оди во мало пакување. Дали кога беше девојка, пред да се реализираш како мајка, посакуваше? Дали беше од оние девојчиња кои што размислуваат за мајчинството? Не? Апсолутно не. Ја бев некој уште тогаш бунтовник без причини. Мислам бев одлична и сето тоа не е тоа спорно, меѓутоа ако нешто не ми се свиѓаше и ако бев склона кон тепачки и такви. Да. Не давав да ме булираат, за разлика од тоа, па моите деца се мирни, повлечени, културни, воспитани и мислам дека тука имам направено грешка, меѓутоа јас не бев некако машкуданеста си бев уште тогаш. Сте имале со децата проблеми со булинг? Да. Со средната ќерка, да. Бидејќи имавме некоја премрежи со неа и на некој начин
настанаа некои проблеми со неа, како да кажем, и она некако беше повлечена, потешко некако, како да кажем, потешко напредуваш, ајде да речеме, на школа и слично, и ден денеска е тоа така. И поради тоа децата мислеа дека треба да ја малтретираат, бидејќи е малце поразличен од нив, не дека има некој посебен проблем, меѓутоа да, имавме долги години проблеми со булингот. Сега се надминати веќе 8 оделение. Меѓутоа мама требаше неколку пати да оде да им кажува на стручните служби дека не е нормално. И ја бев онаа што се бунтуваше, ја бев онаа што на родителско им кажуваше дека како треба да се ги воспитуваат децата по дома, не дека јас сум прекрасна мајка, јас сум прекрасна особа и не знам што, меѓутоа ги учам децата и можеби тука имам погрешен, да бидат културни, да бидат фини, да помагаат, да ги сакаат животните, да ги сакаат луѓето, меѓутоа очигледно од дома другите деца така не се воспитувани, можам да кажам, и дека тоа најде на проблем со Анџела. Да, тоа многу често го слушам како родители кои што имале проблем со булинг, детето нивно кое што било жртвата во случајот. Многу често објаснувањето е лошо го воспитувам детето, не треба да бидеш добар во општеството. Како се изгубија тие вредности, се изгубија дека треба да бидеме нормални во општеството, дека треба да го разбереме човек, да му помогнеме на човек. Вие мислам дека се стана као кој е побогат, кој има поскапа гардероба, кој има не знам што, не знам како. И мама ти си најубав. Мене тоа ми е, јас сум онај кој што е најголем критичар на моите деца. И баш и големата ќерка ми вика, постојано ме критикуваш, лоша си со мене едно друго. Да не сум лоша, каква што сум, што велите дека сум лоша, немаше сега да бидеш у Љубљана на факултет. Не секој може да се запише у Љубљана на факултет. Останатите двојца не се многу по учењето, меѓутоа Светлана трудолюбиво дете, кое што и за никој од нив не сум никогаш онака, како да кажам, да сум од оние мамички, слушај, поправете им оценка на децата. Светлана беше со 4 по физичко во гимназија. Во ниеден момент не мислев дека треба да се јавам, поради тоа после не можеше да се запише на факултетот на биохемија кој што го сакаше, меѓутоа на хемиски инженеринг исто така добар факултет. Меѓутоа не се јавувам, не сум од тие кои што ќе се јавуваат. Едноставно барам да функционираат службите, конкретно за Анџела барав. Да функционираат службите како што треба. Да, затоа што тоа веќе било проблем, значи ова за поправање оценки тоа не е во ред машки да тепаат девојче. Ниту да го навредуваат. И мислам дека има тоа не може да биде само проблем во образовните институции, него тоа е проблем кој што децата си го носат од дома. И тоа еднаш го говорев со една од директорките. Велам, ако децата се толку агресивни, можеби значи, ако веќе имат неколку пати да доаѓам и пријавувам едно исто дете дека го малтретира моето дете. И се повторува, да. Значи, не мислите дека можеби тоа дете има некој проблем дома, па затоа е толку насилно. Ниедно дете не треба да знае што е зло, што е. Така, тие се треба да бидат најчисти, најдобри суштества и слично. Меѓутоа, не знам како да кажам, образованието е најдолната алка во нашиот система. Треба да во нормални развиени земји образованието е едно од најклучните и гранки и институции, меѓутоа и професорите, наставниците како кадар се најпочитувани, најплатени. Меѓутоа кај нас се тоа сменето и многу е лошо. За една држава е многу лошо. Кристина, како мајка на веќе деца кои што се големи, 13, 20, 11 години, тие се доволно свесни, зрели. Претпоставувам сега, не знам, Анџела и Илијан дали следат социјални медиуми, дали имаат дозвола за такви работи, но вие сте позната јавна личност. Тоа тие сигурно го препознаваат посебно најстарата Светлана. Па дали добивте дозвола од нив за тоа дека можете да зборувате? Морам да ве прашам ова затоа што денеска децата имаат право. Не. Не? Од кога да барам дозвола, зашо да барам дозвола? Не, јас не барам дозвола од никога, тама работа. Не. Светлана ми знае дека се налутат ако зборувате за нив. Како реагира? Така? Сериозно сега. Мислам, не е во некоја демокрација кај нас дома, бидејќи сметам дека некои вредности треба да се задржат, кои јас сега да сум ми кажувала на мајка ми, не смееш да водиш кафана или не знам,
вака или онака, ти си жена или не знам што. Јас сум таа што сум и не барам дозвола од апсолутно никого. И баш треба да земат пример како тоа треба да изгледа една жена во 21 век. Од кого да барам дозвола, зашо? Од нив посебно не. Па Светлана само ми ја знае работата, пошто она беше во целиот тој процес и бидејќи има голема голема, не е кој знае колкава разлика меѓу нив. 7 години од Анџела, на пример, еве сам ви одат бројки. И она многу ни помагаше во овој дел, бидејќи ние немаме баба, дедо, сервис кој што се грижи за децата и морам да, можеби ќе звучи лошо и ќе изгледа лошо, меѓутоа ние петорица дома се грижевме еден за друг. Светлана, можам да кажам дека презема преодговорна улога за нејзина возраст. И, например, кога почнав јас да се бавам со активизам, синдикализам и слично, таа беше онаа која што дома ќе средеше све, ќе се грижеше за сестри, оставани беа сами дома. Оставани беа сами дома и затоа и кога тргна во Љубљана, во Словенија кога отиде, не бе воопшто исплашена за неја, бидејќи јас знам дека е одговорна личност, што не би можела тоа да го кажам за помалите двајца. Да, веќе е изградена личност, возрастна девојка, 20 годишна. Да, воопшто не се сомневав дека она ќе има некој проблем да не се вклопи таму или дека ќе се изгуби или дека ќе прави некои глупости или не знам што, кога што останатите родители имаат проблем со тоа, јас имам, како да кажам, доверба во неја апсолутно. Некако хаотично одиме со разговоров, но сакам да начнам повеќе интересни прашања. Пред да навлеземе околу мајчинството подетално, сакам да ни раскажеш како се запознавте со вашиот сопруг, кој што е ваша голема поддршка. Најголема. Па како се запознавме? Кај негов другар. Моја другарка и негов другар беа заедно и што ни текна, ќе одиме кај него на гости, таму беше Денис, сопругот мој. И така започна се гледање, видување едно друго и после многу кус период ме викна да живееме заедно. Многу кус период, кога 2-3 месеца. Дали беше? Се запознавме некаде август, веќе во декември во ноември ме побара више за жена. Толку брзо било јасно толку брзо. Во декември веќе имаше регистрација. А ве побара некако свечено, романтично? Па, тогаш свекрва ми живееше со нас, сега она е во Хрватска, бидејќи е хрватица, нели, сакаше таму да биде. Меѓутоа, еден ден ме тераше да правам гравче, као ти знаеш такви македонски јадења, пошто они, нели, маш ми е пола хрват, мајка му е хрватица, и сакаа такви македонски јадења, и као, ајде да ни направиш гравче. Ајде ќе направам. И тука се вади наручекот, се вади тука прстени, слично, викам, како, знаеш, рано е, па што има да чекаме, кого да чекаме. И пак ќе речем, за еден месец точно ние имавме регистрација. Гравче и прстен заедно. Гравче и прстен заедно. Свекрва ми денеска се смее. Вика, ти го направи убаво гравчето за тоа. Ете, тоа било може причина плюс за да се разбуди таа желба кај вашиот сопруг. Вие сте од Велешанка. Ајде, како сега живеете во Штип? Да, како се запознавате? Тој, велите, со хрватско потекло, малце овие семејни врски? Па збунувачки, ќе треба едно 2-3 емисии. Не, тие, татко му е од Штипско, мајка му е од Хрватска, се наоѓаат во Берлин и таму се раѓаат Денис и сестра му. После некој период они се враќаат во Македонија. А јас, татко ми е Велешанец, мајка ми е од Лозово и таму сум родена, таму сум живеела некој период, се додека не се разведуваат. И после ја се враќам со мајка ми, фактички, да не речам порасно да сум од баба и од дедо, бидејќи мајка ми во тој период, знаете како е самохрана, жена, разведена жена во тој период не е толку убаво звучи, меѓутоа таа беше храбра една жена, онака возеше кола, самостална. Имаше свој бизнис и отвараше бизниси и слично. Јас во тој период морам да кажам дека бев израсната од баба ми. Да. И подоцна се, како што кажав, тргнувам на работа во Штип,
се запознаваме со Денис и еве на сега тука со 3 деца. Фактички Во работата принцип. те носи во штип. Да, А да. не љубовта. Не. Значи работата е така Не, што работата и случајно го запознавам и почињаме тука и зошто да патуваш, зошто вака, зошто нака, остани тука. Ама вообичаено треба многу повише време за запознање. Ова не е не ќе да кажам дека треба одма да се залетате со бракови и слично. Никој меѓутоа еве ние сме некои случај невообичаен, да кажам. да, не е дека е правилна формула, ама па и не Не, ама постои. еве функционира. Ама и да, Еве не е не. дека има правила во тоа. Еве не дека не се караме или нешто, ама функционираме. Може некој да биде и со години заедно, па да се раздели и да има разводи, дека натаму така што нема правила во љубовта, не постојат правила. Не, и баш ми е драго што не е таков типичен балканец, за разлика, јас си реков балканска мама. А меѓутоа он не е типичен балканец. Онака стварно помага со све дома. Никош не е било тоа чувај детето, оди на работа или не знам што, он е тој што можам да кажам дека откако влегов јас во целовој сектор невладин, синдикален и слично, нема многу време за дома и он некако си ја презема врската, бидејќи таква му е работата, може да работи од каде сака. И он си презема некако повеќе врска околу децата и домот, што другите мажи, да не речем 90% не се баш такви, меѓутоа мислам дека повторно тука има влијание воспитувањето од неговата мајка. Да. Бидејќи она е стереотипите да се тргнат на страна дека мајката таа што треба максимално да се посвети на децата, а таткото да носи пари дома. Кај нас се обратно морам да кажам. Еве пак како што и разговаравме по телефон, можеби ќе биде еве мајка на векот, меѓутоа кај нас е таква работата. Ако сакам да помагам, ако сакам да го работам тоа што го работам, мора да биде така. Јас сум онаа која што е цело време по патиштата, јас сум онаа која што е на судење, јас сум онаа која што е во канцеларија. Така да, а кај него е сосем. Јас не можам, например, од дома да останам и да работам, за да се грижам за нив, додека он може да си го дозволи тоа. Пишува проекти, може да работи онлайн и слично, а кај мене е нешто сосем друго. Значи не можам да бидам присутна постојано Но дома. и тука и се работи за договор. Договор помеѓу сопружниците, што е Свесен е дека не можам да стасам, така да баш кај поубаво готви од мене. Морам да кажам. Мене ме бива за онаа македонска традиционална кујна. Не прави никој. Можам тука глава оставам дека никој не прави болја сарма. Гравче почна да прави подобро од мене. Полнети пиперки, такви некои работи, пинџури, па со компери, па со сушени пипери, па оно. Тоа нема шанса, никој не прави никој болje од мене. Меѓутоа, останатото, оној што експериментира по кујна и го учи исто Илијан, што ми е многу драг. Баш пратив една слика од тебе синоќа да ги видиш како готват они у кујна. И гледам дека го учи Илијан кон тоа. Еднаш си дозволи Илијан пред некое време да каже јас кој ќе имам жена ми ќе готви дома. Викам, ако биде постојана работа, кој е мојата работа, па не ми е гајле. Татко тука му одржа една лекција да му каже како тоа изгледа во 21 век, дека он не е пештарски човек и дека нели во 21 век мажот и жената заедно треба да функционираат и да се договараат. И нема машка женска работа. Нема машка женска работа кај нас. Добро, сега кај нас например, Денис може да пушти перална, може да пушти сушара за алишта, може да пушти машина за садови. Не е проблем, и тоа него тери да дипли алишта. Тоа Добро, сега не мора се буквално, нели? Само тука се делиме. Во инаку бара работиме заедно. Навечер, например, знаете како е добро, сега Светлана не е тука, меѓутоа пак овие двајцата прават ностоп хаоси по дом. Да. Ке зборнеме и за тој дом. Напорно е, да. Баш кај што и двајцата сега влегуваат, интересно е. И ние сме и двајцата, значи гасиме телевизори, он ги легнува на спиење, пошто мене не ме слушаат, и почнуваме да си чистиме кујна дневно и слично, пред дојме да си легнеме. Организација на ниво. Мораме така, бидејќи не мислам дека треба јас да умирам од работа, а он да одмара по дома. Тоа нема никој пат да се дозволи кај нас. И не е таков едноставно. Како доаѓа моментот до второ дете? Дали тоа беше размислувано, планирано? Па планирано. Па во тој период не беше планирано, бидејќи Анџела се роди
ние се зедовме декември, Анџела се роди наредната година во септември. Значи да, за неја беше планирано. За Илијан единствено не беше. Тоа беше тоа изненадувањето третото. Да. Каква беше втората бременост, како бременост? Лоша. Многу лоша, многу лоша. Има, знаете, ако прашате во Скопје нефрологија, ќе ви кажа дека Штипјани имаат камења во бубрези, така да и јас имам. И бременоста ми беше постојано со болки. Од 6 месец некаде ми почна породилни болки. Поради тие напади од камење во песок, во бубрези и слично, така да можам да кажам дека од 6 месец до крај на бременоста јас повише бев во болница него дома. 3 месеци мак. Постојано, само што ќе ме пуштаат од болница на инфузија, на друго само што ќе ме пуштаат од болница пак ме враќаат назад и беше лоша бременост, можам да кажам. И тоа е за разлика од првата, ова е соопштување дека ќе имате царски рез. Царскиот рез не беше планиран кога отидов во Скопје веќе да се породам, бидејќи маш ми рече нема тука да се породуваш, нема хигиена, катастрофа се условите. Кога отидов таму и ме спрема за природен пораѓај, Анџела почна да го губи пулсот уште внатре, во стомак. И поради тоа беше царскиот рез. Итна реакција била. Итна реакција, нивна и поради тоа беше. Значи не било тоа моја желба како што е тоа како што слушам задње време. И како беше опоравувањето? Сега ова е пред 13 години. Да. Опоравувањето царски рез претешко. Претешко. Посебно ако си дома сам, без баба, дедо, сервиси. Денис му текна баш кога се вратив од болница, онда качи температура. Тоа беше весело. И онака одам јас да го масирам него, па доаѓа он да ми донесе мене нешто, ама опарувањето царски рез е навистина сериозна работа. И неубава работа. Да не го занемаруваме. Јас за тоа не можев кога го слушав ова, баш си мислев дали се нормално. Зошто ако немаш потреба, зошто би се правил царски рез? Не беше моја желба. Напротив. Опарувањето од нормален пораѓај е ден-два. Велиш дека болницата во Штип имала лоши услови, тоа некако го нагласува. Уште е така? Не знам сега. Сега не знам како е. Немам она, фала Богу. Фала Богу, да. Да, немам отидено, меѓутоа знам дека е повише од потребно ова нова клиничка болница во Штип да биде завршена, бидејќи во тоа време, мислам, можеби Денис претерувал, меѓутоа во тој момент он сметаше дека па добро, легитимно треба да имам по-добри некои, бидејќи видите, ќе дојдам до темата која што ја работам. Ако плаќаме ние придонеси за здравство и за пензиско, зошто би требало да одам јас да се породувам по приватни клиники или зошто би требало да се плашам од зарази во сопствениот град ако се пораѓам во таа болница. Така да мислам дека е повише од потребно ово 12-13 години што ја градат клиничка болница Штип да се заврши веќе и да имаме нормални услови за лечење, бидејќи ние сме центар во источниот регион. Пак ќе речем, не знам какви се условите сега, можеби реновирано и слично, јас зборам за период пред 13 години. Да. Како реагираше Светлана кога дозна дека мама е бремена и дека ќе добие братче или сестриче? Каква беше таа реакција на девојче од 6,5-7 годишна возраст? Како таа го прифати? Како мајка ја подготвивте за тоа? Никако таа бар, знаете, свекрва ми и Денис се по оние оставање колаче, поделката за Дедо Мраз, ќе дојде, па писмо треба да му се напише на Дедо Мраз, па млеко да му се остави да пие со колачето и слично. И Светлана тоа баш за кога се регистрираме, декември. И баш тогаш напиша писмо до Дедо Мраз. Сакам сестричка. И навистина. Си исполни желбата. Сепак постои Дедо Мраз. Наредната година повторно. Сакам сега братче. И кажав, од веќе нема шанса да пишеш писма, си забораила. Толку, еве ти брат, еве ти сестра, манете ми се, оставете ме на раат, као, нема да пишеш веќе писма. Толку, доста. Таа, велите дека беше голема поддршка и помош, и како една поголема дадичка помагала. Тоа, некако го нагласивте дека ќе звучи лошо, но во моите очи звучеше многу убаво. Многу е добро кога децата се вклучени во процесот на растење на братчето
братото на сестричката, кога помагаат и кога добиваат важна улога во семејството. Зборувам сега за деца што разбираат, таа била првача, Така е претпоставувам. било и во наше време, да речеме, Да. нашите генерации нормално беше дома да знаеш да си направиш јадење, колку и која и возраст да си. Например, јас на 10 години помагав и земјоделие на моите баба и дедо, знаев да си направам јадење, мислам, Да. бев апсолутно независна, некако овие генерации сега меѓу кои моите две помали. Онака чекација на готово. Gen Z. Буква баш скроз. Со опис, со попис, со све. Додека Светлана беше нешто сосем друго. Може би и превише одговорност, можем да кажем дека и дававме, бидејќи не е едноставно. Ама нема на кој да се потпрете, нема. Да. Ние сме, тие сме 5 души, мораме да си помагаме едноставно и дадовме тогаш можеби преголема обврска со таа помош, бидејќи останува и сами. Останува и сами додека јас бев на работа или бев некаде на пат или слично. Сега мене не ми помогнавте околу математиката, ама според некои пресметки вие имате 20 на години тогаш, немате ни 30, така му доаѓа кога го имате второто дете. Така? 20 и нешто. Нели? Така, со оглед на тоа што сега се 20 уште немате и нешто. 40, сега јас се обидувам да 20 и нешто. направам. Знаете како сакам да влезам во вашата кожа и во вашата улога и да споредам со некоја девојка сега од 20 на години, чист на исклучоци, нели, постојат и мајки и реализирани жени на таа возраст, но ретки се. Јас ја завршив работата на време. Морам да кажам и сум многу среќна поради тоа. Јас дури сега можам да одам на одмор, бидејќи не можев со нив да одам на одмор, превише им се тресав онака као мали се, нежни се, вакви се, онакви се, по се што не се случи со Анџела и со Илијан. Сега можам да одам да излавам, сега можам се да правам, сега можам дури да излезам со пријателки, ма да тоа не го правам. Ама постојано сум со Денис. чувствувате некоја слобода, ослободување Како некоја за не, разлика како од не, тебе. мислам сега се пораснати и слично и сега онака не порано излегував само кога имав неодложна работа, например, а сега можам да си дозволам и например тогаш пазев како ќе ме викнат негде на семинар, ама знаеш, ама не ми се оди ако може некој од колегите да ме смени по хотел едно друго, а сега мака не. Добро, сега и се поголемки и се е подруго. Како не. Башка интересно беше си доаѓа сега пред минатиот месец беше тука си дојде од Словенија и вика ќе одиме вика на концерт на Дупер. Вика ми за мене карта ќе замолам. Да, толку е. Зошто да не? Мамо, не земав ја многу гардероба од Словенија. Може да ти ги земам панталоните тие сивите, а ваа мајчката може. Така да. Која убавина е во тоа кога керка ти ќе почне да ти зимува и да смееш да земеш пошто е срамота. Ама нашминкаме ќе излегуваме со Дениса и нашминкаме. Ти тука ја користам малце. Убаво шминка. Убаво шминка. Одлично, да. одлично. Ајде во некоја прилика се надевам дека ќе ја запознаме. Третото дете Илијан е изненадувањето во семејството. Да. Како беше тоа? Ајде, како Па требаше да одам. Изненадно, како Требаше да одам трета смена на работа. Тогаш работев во една странска инвестиција и требаше да одам на работа и тогаш направив тест као нешто ми чудно. Нешто ми се гади, нешто ми се врти, нешто ми ова, нешто ми ова. И onda kao правам тестот и излавам, а треба за 10 минути оно да излезам да чекам автобус. И само гледам позитивен и со Денис овака паѓаме доле на земја. Како? Да. Имавме бурен период тој момент со Анџела и видете 3 деца со тие плати што ги имаме треба да им обезбедиш повише од тоа. Така, секој родител сака да обезбеди повише, барем нормален родител сака да обезбеди повише, ама ете. Мислам дека е побитно да имаат воспитување, да ги учиме на прави вредности и да знаат што е фамилија. И јас, на пример, го немав тоа. Они го имаат. Фала му на Бога. Така да, како така, бидна, као, еве, баш како дознав и дека е машко. Среќата и немаше крај. Беше претпоставувам Срето голема по-мушко. радост. Срето по-машко, како велат. И временоста со него беше? Супер, супер. Само што не се поправив многу, онака немав нешто меше. Немав нешто меше, пошто од тие трудници си да шум љубоморат. Да, за разлика од претходните два, ово, да, меѓутоа пак ќе речем, имавме проблеми со Анџела и можеби ради тоа и нема време да се посветам на бременоста со Илијан и можеби Во кој баш смисол поради проблеми?
Проблеми во смисол дека се десија некои работи кои што не треба да се десат на едно дете на едно бебе од година и пол, кај што поради нечии туѓи грешки заврши во болница, поради нечии туѓи грешки, ама преосетлива е темата и овие години се обидував кога заврши и нападите што ги имаше и слично, се обидувавме да не ја враќаме на тој, да не збориме пред неја за тој период, за да не се присеќа ни што минувала како бебе. И баш поради сите тие нервози не се грижев толку за бременоста со Илија. Меѓутоа можам да кажам дека поради таа неправда што и се случи на Анџела, после тоа јас станав оној поборник. Некаква лекарска грешка? Да кажам, грешка на вработени во градинка. И тоа беше тој еден случај кој што беше, како да кажам, медиумски експониран, меѓутоа како тоа кој ќе се вклучат партии едно друго, кој ќе го направи дека тоа е ваша грешка, и тогаш видов уствари како функционира оваа држава. И до тогаш бев мирна, онака конфекција или е странска инвестиција или е работа во приватен сектор, од таму мене ми е стажот, ќе се пофалам дека имам 16 години стаж на овие мои години кои што не секој ги има. И меѓутоа поради тој проблем со Анџела што ни се случи, и поради тоа што видов дека као што сакаш прави партијата стои зад нас. Тогаш станав онаа против естаблишмент, тогаш станав онаа кој што сега ме знаат. И јавноста ме знае. Значи не по моја волја јас влегов. Заштитничката мајка се разбудила и тоа... И станала активистка, која што ги зборува проблемите во овој општество. Не само со работничките права, меѓутоа и општо. Да. Јас секогаш слушајќи те, ти се дивам, морам да го кажам тоа јавно, на твојата храброст, камо да имаше повеќе Кристини Ампеви во држава како тебе, кои што застануваат ете за тие немоќните, покажувајќи сила и покажувајќи тоа дека човекот, граѓанинот е тој кој што треба да си ги заслужи своите права кои што ги има, нели, законски и секако ги има, треба да ги заслужи, не да се бори за нив, туку ги заслужува без ништо посебно да прави. Па, бидејќи бев во позиција на немоќна жена, вработена за минималец, некаде во некоја фабрика која што трудно одела од понеделник до недела на работа, на крајот го изработила цел месец без слободен ден, па била третирана како што била третирана, во никакви услови, и поради тоа што доживеавме се што доживеавме со Анџела и оно кој ќе ти кажат ти си во право, ти бараш правда за твоето дете и за нечија грешка што се случила, и он ти викаат не можеш да докажеш ништо. Дај. И тогаш уствари се буди нешто во мене и од тогаш станувам Кристина активистката. Знаете, многу е грозно кога во секоја пора од општеството има некаква грешка на некој, има некаква корупција, има некаква злоупотреба, има некоја партија, има нешто. Ама и кога тоа треба да ни е посвето од сопственото дете. Да. Тоа, мислам, не дека сакам да бидам баш. Каде тоа се губат луѓето заради пари, заради некакви чудни вредности. Не можам да разберам. Не можам да разберам. Не разбрав до сега. На сметка на таквите, па ќе речам, ќе си земам слобода да кажам, зли луѓе, страдаат многу луѓе и сега не секој ја има таа храброст како вас. За жал, не се, или ја има, ја нема доволно разбудено. Видете, овдека се работеше конкретно за животот на моето дете. Сами си го бараат да станат во шо. Они ме тргна од толпата на немоќни луѓе, на работници, на вредни, на вакви. Они ме направија ово што се. Не сакав јас. Да. Не сакав јас. Пак ќе речам, ностоп збориме како и да е било, што и да е било, тогаш барем имав работно време. И се знаеше, во 3 сум дома, почињам да правам јадење, се грижам дома за децата. Кај нас дома беше нон-стоп изчистено, средно прашинка немаше. Сега дојдете да видите што се случува. Тие ме направија ово што се и фала им. Како да кажам, затоа сега сум тука за немоќните. Дали била жртва на насилство, дали била работничка, дали бил работник, дали не знам, хуманитарна акција, што и да се случува, мене некако уште ме
Ја мислев дека со тек на време ќе станам, нели, доволно долго. Не, ја работам доволно долго оваа работа, меѓутоа еве од 2015 и шарена револуција и се што, нели, за правда се боревме и слично. Меѓутоа мислев дека ќе во еден период ќе пресечам и ќе станам како и останатите мои пријатели, колеги што ги знам и слично, меѓутоа не, мене уште ме допира човечката. Ве држи тоа, ама зошто ве држи? Затоа што се уште таа неправда доминира, се уште има милиони примери околу ама знаете, имавме еден куп други што се бореа, па доволно ги платија, па прекинаа да се борат. Ја иако имав понуди, ниеднаш затоа не можам да го разберам моментот на злобност, на колку ви е доста, што ви е доста, за да си го продаете сопствениот народ. Тоа не ми е јасно. И сега, јас сум свесна дека утре на моите 3 деца немам што да им оставам. Меѓутоа им оставам чист образ. Кој ќе од на улица, никој не може да каже мајка ти крадеше, мајка ти беше ова, мајка ти беше она. Не. Нема ништо материјално од мене, меѓутоа имате име, презиме со кој што можете да се гордеете. Мислам сега, малце сум незгодна, меѓутоа сум честна. Да. И еден образ имам и тој не го губам за ниедни пари и за ниедна позиција на овој свет. Природно ми доаѓа, имам и дел од неколку прашања кои што би сакала да искористам приликата бидејќи си тука, затоа што знам дека кога ќе ја гледаат епизодата, многу жени ќе сакаат да го слушнат и овој дел. Жената во текстилната индустрија, жената во кожарската, во чавларската, жената во индустријата денес. Зборуваме за македонската жена, зборуваме за македонската мајка која што е во некоја таму фабрика, скичмена, работи. Дали се разликува од таа жена од 19 век? Ако кажам не. Видете, работевме многу изминатиот период, еви како организација, јас како активистка, меѓутоа далеку сме од пробавме да покачуваме плата, пробавме да подобриме услови, пробавме се да направиме, пробавме да ги направиме институциите, судовите по транспарентни и повеќе да работат и слично, институциите да бидат тука, меѓутоа не е, нели, пробавме, сменети се работите. Меѓутоа, ќе речам, не само таа во текстилната индустрија, меѓутоа таа и во бутикот, таа и во маркетот, жената општо вработена, особено во приватниот сектор, во јавниот не е баш така. Некако, не знам како да кажам, не е на нивото на кое што сакам, не е на нивото на кое што треба да биде една жена во 21 век. И не можам да се согласам дека ние треба да збориме и да ги молиме владени функционери дека треба да се покачи плата, бидејќи една жена треба, ако работи, не треба да биде во сиромаштија, под прагот на сиромаштија. И не треба да го одбира најефтиното и најнеквалитетното за да си ги прехрани дома децата. Да се облече. Да се облече она, не за децата прво да се облечат. За неа последно е. Знаеме какви се нашите мајки, нашите жени. Не е фере во 21 век вие да работите, а да немате нормални услови за живот. Да не може да си испланираш одмор. Каков одмор? Каков одмор? Кај одат работничките? Во дојра на кој отидат на некој ден и тоа е тоа. Вадат кредит за да може да си ги однесат децата. Што е жалосно. Што е жалосно. И затоа и на некој начин не смее никој да ги окривува оние кои што заминуваат од државата. И мене ми има фатено инает, не дека имам кој знае што пари и материјални добра. И јас куборам оно со плата, со кредити, не знам веќе колку имам. Она што Светлана отиде, беше четвртиот кредит кој што го земав. Меѓутоа, мене ме фати инает. Као, некем да оставам, некем да си одам ради шака криминалци од државата. Мене ми е инает од поголем од било што. Меѓутоа, никој не смее да ги окриви овие жени, цели семејства што заминуваат, особено не помладите. Значи сите да одат во потрага по подобар живот едноставно. Ти ако мислиш чекај оваа година ќе му купам патики на ово дете, ќе му купам јакна на оно дете, мислам или ми се расипала машината за перење, со тоа сум живеела и од таму наоѓам и некоја репрезентативност да кажам
Бидејќи мене кога ми се расипала машината, ја отидев на рати да ја зимам, пошто немаш пари на страна да ја платиш веднаш. Мислам, тоа живота, така треба да живее едно семејство, да се секира една жена која што работи од понеделник до сабота. Овие па во некои индустрии работат и во недела. Меѓутоа да не можеш да се тресеш на секој денар. Жената многу често е отпуштена од работа поради бременост, од кога ќе соопшти дека е бремена. Отпуштена од работа дека е влезена во некаква синдикална организација или пак видена на протест. Колку имате некакви статистики како невладен сектор? Колку примери има вакви, колку често се соочуваме? Од прилика сега зборувам. Секако дека има, водиме цела една датабаза, меѓутоа прво ќе си кажам за мене. Многу беше интересно дека нели јас како мајка на мали деца и слично, за да земам повисока плата, јас не користев, например, тоа што се ослободени мајки на деца до 3 години од трета смена од преку време, јас одев за да донесам повише пари дома. Неспорно. Кога почнаа да ме гледат на протести, само што требаше да ми го договорот да ми го дадат определено, нели, на секој 6 месеца, сега да ми дадат на неопределено, те го почекаа последниот датум да ми кажат од утре немаме потреба од тебе и драга моја, ово не е социјализам, ова е капитализам. Зошто? Оти излегувам и да го правам надвор од работа, што ви правам на вас во фабриката? Така ова е тој период кога работиш во текстилна индустрија. Така? И во странска инвестиција, да. Така, ама во текстилната индустрија беше. Тие гранки се. Да. И да, тоа прво ќе го видите. И памтам еднаш имавме сите дома сипаница. Јас и трите деца имавме сипаница дома. И дошле сега од фирмава да проверат дали јас стварно имам сипаница, дошле дома. Звонеле на звонче, да. А кај смееш ти да отвориш или да влезеш. И што ќе прави Кристина, правам селфи со деца сите со сипаници, за да видат дека стварно сме болни и дека не можам да им отворам врата. Меѓутоа, ете до таму оди капитализмот. Тоа на човечко некој однесување и за жал имавме примери низ овие 2-3 години посебно, бидејќи има Комисијата за заштита и спречување дискриминација на вистина, како да кажам, е една од, ајде да кажам, по-асилните институции во држава. И успеавме, ние за 2 години да докажеме дискриминација поради бременост, 2 дискриминации поради бременост, раѓање и родителство, една поради синдикално организирање и сега водиме 4-та поради политички асоциации и слично. Така да, ово се мал пример. Она што се случува секојдневно, оние договори на определено што се користат исто како што се искористи и за мене. Ги користите тие договори на определено за некој кој ќе почне да дига глас или да се зачленува, или пак да остане бремено, знаете, тоа е грев во 21 век. Вие да сте бремени или да останете дома на боледување, да си ги чувате децата за кои што сте одговорен. И добијат не отказ, него не им го продолжат договорот. Тоа е многу пософистиковано, немате кршење на закони. Да. Така да многу е тешко да се докаже. Не го продолжуваме, не ве бркаме од работа. Тама работа. И сега за многу од случаевите не можеш да докажеш, меѓутоа знаеш дека е поради тоа. Да, и таа самата жена знае што ѝ се случило и тоа каков трак е во замислата за бремена жена која што има хормони до лудило. Знаете дека имало и абортуси, спонтани абортуси поради тоа? Ден денес онака се ежам кога слушам такви случаи. Меѓутоа, се што можам правам, меѓутоа некогаш законот е тој кој што не дозволува да дојдете до правда. Вие знаете дека е поради тоа, меѓутоа законот вика вака. Дајте да го смениме законот, знаете. И ностоп тоа го зборам. Дајте да го смениме законот. Законот е пишуван од луѓе, не е тоа во камен врезано. Да. Меѓутоа, ќе видите, мислам, со години го зборам овој проблем. Меѓутоа, ни една влада до сега тоа не го направи. Ни една влада. И после велата раѓајте деца. Како да ги раѓам, кој ќе добијам отказ, што ќе го рана после тоа дете. Каков стрес е тоа за да до таму да имаат спонтани абортуси. 21 век вие да не размислувате, работодавач сте, татко сте, дедо сте, вујко сте, чичко сте. И велите утре треба да имаме работници, тие луѓе треба да работат во фирми.
Па кој ќе работи во фирми кога еве што им правите на жени кои што раѓаат идни генерации, идни работници. Луѓето кои што во иднина треба да бидат. Они ги пракаат. Они и секоја власт до сега. 30 години и кусор колку сме. Уште малце во овие рамки и овој среќен 8 март, за жал не беше среќен 8 март, за жал непосредно пред 8 март ми се случи огромна трагедија, мајка и дете го загубија животот во Скопје. И уште еднаш не потсети овој трагичен настан, каде живееме, што правиме и што ни се случува. На што се должи ова што често ќе ве слушам кога околу 8 март, кога сте најприсутни на медиумите, ќе речете дека жената денеска не само што не оди напред во општеството, состојбата на жената туку оди наназад. Често го кажувате тоа. На што се должи тоа? Дали затоа што ние жените ја изгубивме смислата, не сега ова метафорички го кажувам 8 март како 8 март со тие подароци. Значи, дали ја изгубивме смислата? Па, што се случи? Каде се изгубивме во времето за да се уште не се случуваат лоши нешта? Не знам и тука ги окривам жените. Еве, сега жена со мама ги окривам жените. Видете, во минатото знаеме дека не почела оваа борба, не знам, од вработени во рудници, од мажи, од слично. Оваа борба почела од текстилните работнички. Жените во минатото глави губеле поради борбата за права, да имаат право на работа, да имаат право на 8 часовно работно време, да имаат право на плата, да имаат право на глас. Еднаквост. Тоа одзвонувало и ден денес одзвонува. Меѓутоа, жените, после овие храбри генерации, Роза, Клара, слично, еден куп жени се, не се само они, еден куп жени се кои што го изгубиле животот поради оваа борба и го посетиле животот на оваа борба. И сега ние одеднаш, имаме право на глас, имаме право на образование, супер. И полека си ги губиме правата. Едноставно не ја врднуваме жртвата на нашите предци, жени. На жени кои што и ние сме жени. Меѓутоа некој за ние денеска да ги имаме овие права, губеле глави. Што правиме ние? Кога се откажа, и јас не знам. Меѓутоа мене 8 март не ми е чипка и кафана. Никако не ми е. Мислам, се тоа убаво и да... Прво дојди на маршот. Во Исланд ќе видиме, не знам која година беше, пак не калкулирам добро со година. Значи сите жени и домаќинки, и мајки, и вработени испаднале надвор. Чекај да видите жените ако не работат и жените ако не го прават тоа што вие сакате да го прават, како тоа изгледа. Запира животот во државата. И од тогаш ќе видите дека таму имаме најдобри права, најголема рамноправност за жените. Таму отказ поради бревеност. Едноставно не си ја цениме вредноста, не сакаме да се замараме, или еве сега кој им викам на добар дел од работничките ќе одеме на протест, ќе одеме вамо, ќе одеме на... Кристина, ти ќе бидеш таму. Јас ќе бидам таму, ама знаеш, не можам само јас да бидам таму. Да. Ја не можам сама. Друго е кога сме повеќе. Ама колку побројни, толку погласни. Ама ти ако си таму како илјадници од нас, не е така. Едноставно не е така. Некој пат треба да се појавите и вие. И така полека се ги губиме правата и ќе дојдеме до моментот дека имаме насилници, дека имаме институции, еден куп кои што се платени од нас за безбедноста наша, за правата на детето, за правата на жената и ќе видите дека сите овде едноставно така ја оставиле жената сама и сега не само жената, туку и детето е едно од жртвите на институционална негрижа, жртви на едноставно зашо да пријавуваме ќе си имаме работа, ние се политици. Вие слушате дека, мислам, не за овој случај, не за овој случај, генерално, тоа беше него општо, ние си ја тргаме главата кога гледаме нешто такво и тоа ќе видиме на многу социјални експерименти по медиумите. Една добра работа од медиумите да видите социјални експерименти. Како жените бараат помош, овие не ќе да се замараат. Вие ќе гледате како некое дете наводно го киднапираат на улица, никој не се мрда. Тоа е она што
го изгубивме оно човечкото, емпатијата изгубивме. Човечноста веќе просто ја нема. Ајде да се навратиме пак на приватноста. Се опуштивме, немаме премногу време, а сакам да опфатиме делот и со третото детенце, породувањето со Илијан, ова не можам да ги запамтам имињата, цело време се потсетувам, породувањето со Илијан исто поминувате низ царски рез втор пат. Дали овој втор пат беше полесен со оглед на тоа што знаевте што ќе се случува? Па да, па поспремен си некако. Инаку, во врска со имињето, тоа заборев да го кажам. Секој од моите 3 деца е крстен по некого. А тоа ќе ве прашам. Имам прашање. Да. Прво ова, може да објасниме за име. Друго е кога еднаш веќе сте поминале низ тој процес, не дека ви е драго, меѓутоа сега знаете веќе што ве чека и побрзо некако знаете кантарионово масло дека треба да си ставите нешто вака онака на рана и слично и да не претерувате со напрегање. Бидејќи сепак тоа беше царски врз царски, тука е едно по да, друго веќе не можам да бидам манекенка секако да. Кој би рекол? Зошто мислите така? Да, Баш да. напротив, блиску е. Тие се 2 години разлика. Нема ни 2, мислам. Нема ни 2. Ви го промени ли тоа многу животот? Ете, една поголема керкичка и сега 2 мали деца Као дома. близнаци да чуваш. Да, така. Као близнаци да чуваш. И еве сега тинеџери у исто време. И каков е животот со нив по дома? Фала Богу што не сум многу дома. Не, татко ми се справува со нив, они така него си го гледаат као, знаеш, јас можам да се дерам оноа баш комшиите, имаме на комшија ностоп ме зеза. Вика еднаш вика се дереш и викаш зимај да јадеш и ние вика почињеме да јадеме, вика комшиите како ме слушале, многу сум била гласна. Јас се вика меѓутоа они едноставно така. Немам некој авторитет, освен стварно ако збесно. Меѓутоа немаме ќотици такви работи с крај да е. Додека татко им со поглед и само он тивко вели. Илијан веднаш тоа или Анџела не го слушаат. Дори куќето го слуша. На куќето му вика Арчи ми заби и марш на спање. И овој стварно си оди. Мислам сите го слушаат него. Не вика, не е агресивен. Тактика добра. Јас мене некако не. Немам некој авторитет. Немаш глас по дома. Джабе имам глас, јас се дерам, јас сум сериозно, но викам, баш комшиите ми вика, почињеме вика одма да јадеме, вика или кажеш оди бањи се, вика ние одеме да се бањаме. Смешно. Меѓутоа јас немам, за жал немам некој авторитет кај децата. Само кај најстарата, она стварно онака пази, оти знае ни што мина ми дека ради многу причини сум таква нервозна едно друго и она слуша и она помага и ностоп им вика а да мртнете вика нешто да направите да си чистете тоа сова тако шупави изгледа. Она и неа ја слушаат. Неа ја слушаат, не ме слушаат. Тоа ми е гениално. Преселувањето нејзино надвор од државата како го поднесе вашата фамилија? Како ете братчето се Илијан и Анџела го поднесоа? Ги запамтив на крај. Приметуваш? Те гледаш? Сите плача. Ја бев тогаш во Охрид бев. Денис ја носеше првиот пат отиде со автобус, па сестра му на Денис ја пречека у Хрватска, па оние однесоа ја преселија све што треба. Ја бев на семинар у Охрид. Сите плачеа. Дали некогаш ви е криво што ете сте пропуштиле некои такви моменти заради активизам, за нешто што го правите за општеството, што сте го пропуштиле за вашите приватни моменти со децата? Ово само да го докажам, сите тројца плачеа. Анџела, Илијан, Денис. Сите тројца плачеа. И си јавно, што плачете? Тоа е за добро, бе. Тоа е добро, тоа е убаво, као бидете благодарни, не е ништо за плачење, мислам за радување. Се тргна од тука, ја бараат во едно од најдобрите факултети, не може секој у Љубљана да се запише, мислам, како да ти кажам, посебно на хемиски инженеринг. Така да јас сум од оние ладните, тврдите, вакви онакви, не дека ми е сеедно. Разумните. Па, ајде да кажам, тука сум да им кажам, да им треснам реалноста во лице и на нив дури. Што ти беше прашањето за дали некогаш ви било криво, ете за вакви моменти што не сте биле физички присутни? Па да, има периоди, има години на кои што моменти на кои што не можам да се сетам, на пример, бидејќи јас сум била во тој момент ако сум јас дома, ама не сум физички, мислам психички летате со мислите. Физички си присутен, ама психички не си присутен. И знаете кога ќе се разочарате од некои такви работи за луѓе за кои што идеја искрена за да помогнете и кој ќе добиете некоја така шлаканица дека
а ти што имаш направено или ти оно фамозното на грбот на работниците или не знам што, не знам како, јас сум била работник, па знам што збор. И така кој ќе видите некој работник да ве злоупотреба или слично. Мене ми е проблем од газите што ми се заканувале или вака или онака, или власти, или министри, или шо и да е. Мене од нив не ми е воопшто гајле. Сум имала и закани и понуди едно и друго, не е проблем. Не ги земам сериозно. Меѓутоа ми е криво кој ќе дојде од некој од со граѓани, но Па видите, вака вообичаено се наоѓаат некои да пробаат да ме навредуваат и викам, зашо во улица не ми го кажете? Зашо на Facebook? Од тука ли херојки ми изигравате? Немаме многу време, а сакам уште неколку прашања. Не, криво ми е некој пат ми е криво, поради тоа што многу драгоцени моменти имам пропуштено со децата. Од друга страна па сум си зацртала некоја цел и се надевам дека утре моите деца ќе бидат благодарни, ќе има што да научат и речете и оваа жена, мислам, тука беше и за нас, ама тука беше и за народот и била искрена и таму и таму. Кратко, дали е Штип убаво место за растење на деца? Да. Можам да кажам, да, многу помирно од Скопје, со многу помалку, фала му на Бога, вакви инциденти како што ги има тука. Може да биде многу подобро, меѓутоа јас на пример да би живеела во Скопје, не знам како, тоа ќе било онака миле паника, ќе ги носам со кола, ќе ги враќам со кола и слично. Страшен период е дојден за чување на деца. Секаде во било кое место, меѓутоа во Скопје особено ми се гледа опасно за воспитување на деца, затоа драго ми е што сме во Штип. Нешто на почетокот начнавте за вашето детство, сакам да позборуваме за вашата мајка. Колку можете да се поистоветите со неа? Колку сте слични со вашата мајка? Па видете, тоа беше една храбра жена која што исто не трпеше не знам, да трпи насилство или да трпи некој да ја контролира или слично, затоа се одлучила на чекор ќе се разведе и ќе се врати и ќе ствара за мене и за неа. Подоцна исто брат, си сестра? најде. Дали имате? Имам брат, да, меѓутоа мајка ми се сеќавате на периодот пред 20 на години кога имаше многу смртни случаи на жени родилки. Мајка ми е една од тие, на 34 години ја изгубив. Бев прилично млада и меѓутоа за тој кус период колку што беше жива, мислам дека ми даде некој патоказ како треба тоа дека не морам да зависам од некој, од нешто, дека треба да си го барам сама патот и дека можам да успеам ако сакам. Се пронаоѓате себе си во неа воспитувајќи ги децата? Се препознавате? Па мајка ми беше исто така фина, во тој период, знаете, не смеевме да ја подречиме на постар, на наставник едно друго. Мислам дека и јас сум, меѓутоа ја бев повише бунтовник, моите деца се некако помирни, така да мислам дека мајка ми имал големи проблеми со мене. Со оглед на тоа, да, мислам не трпев јас булинг, јас одма враќав онака мило за драго и утре дента кој ќе ме кажа на мајка ми ги пречекував па пред школа и ги тепав. Моите деца не се такви. Така да мислам дека мајка ми имала големи проблеми со мене. Ама од неа јам научено како е да си бидеш независен и дека ако нешто наумиш, треба да го направиш и не треба никој да те кочи у тоа и фала му на Бога, јам маж кој што ми е поддршка, никако кочница или некој така типичен балканец. Која е вашата визија за вашите деца? Ова е крајот на емисијата. Секогаш ги прашувам нашите гости која е вашата мама визија, која е пораката која што сакате да им ја испратите во овој момент и да ја слушнат некогаш во некој даден час? Па повише да учат овие двајцата. Не, шала на страна, сите тројца се некако различни и постојано викам вие сте смените нешто у болница. Едната е ученичка, одговорна, феноменална, другата е неученичка, меѓутоа уметник у душа, Илијан е теквондист. И да, така да нека бидат што сакаат да бидат, само да уживаат во тоа што го работат, макар не им носело пари, материјални добри и не знам што. Кога имате работа, што е сакате, и кога се наоѓате, кога сте искрени и честни, го правите тоа што го сакате, тогаш не го сакате како работа. Така да сакам да си најдат работа која што ќе сакаат и во која што ќе се пронаоѓаат, а не да трчаат по некакви материјални добра, не дека не требаат, меѓутоа сакам да се среќни. Толку. Да, посакувам се што посакуваш за твоите деца да се исполни. Не знам дали чувствуваш, имаме преубав мирис на мама визија, кој што го носи името Фрида.
Фала ти, преубаво име, Бога ми, Фрида. Фрида, да, таа е цвеќарницата која што се наоѓа во близина на соборниот храм во центарот на Скопје. Кога доаѓаш во Скопје или ако треба некаков подарок, еве одлично место. И така сум повише во Скопје него во Штип. Ете, одлично и на сите тие жени, цела армија за тебе што е, препорачувам го Фрида како едно убаво место, рај за душа и за очи. Многу ти благодарам што ја прифати поканата. Се надевам дека на самиот крај ќе бидеш задоволна од тоа како си помина Мама Визија. Многу ми беше стресно, бидејќи, знаете, што вика и сопругот мој, вика како некој робокапси кога одиш по емисии, кажува само газдите вака, владата вака, министерот така, работниците така. И сега беше чудно дека освен моите блиски не споделувам приватни работи, ниту па сакам да ми се мешаат со работата и добро ми е на некој начин да ме гледаат као видеова, као работа и само работа, меѓутоа имам нешто да човечко у мене. Мајка секако мајка на прекрасни деца, благодарам што ја одбра платформата Мама Визија да ја сподели што нас. Не дозволуваме негативни коментари за ниеден од нашите гости, тоа ви го потенцирам. Ќе ви се заблагодарам и на вас што не погледнавте до самиот крај. Беше задоволство да се биде во вашето друштво. Доколку имате потреба да се дотерате, Бутик Дона е местото кое што топло ви го препорачувам. Благодарам што гледате и следите Мама Визија. Ве сакам.